Tragedija. Najcrniji od sinonim. I imali po pogodno mesto za negovatu potrebu od svrзување со македонската нација. Народ со толку многу маки и страдања, низ толку долг временски период, со постојани грандиозни настојувања за слобода, за национална самостојност, самобитност, за државност, со најголеми разочарувања во таа смисла, со најголеми масовни тероризирања, преселувања и од друга страна, со постојано изразени желби и напори, мракот да се претвори во виделина, плачот во смеја, болката во изблик на радост и среќа. Ете, тоа е македонскиот народ. Таа Македонија, дури и во своето име ги содржи зборовите Маке и Донија, Маки донесува. На словенскиот народ што ја насели Македонија и кој се именува како македонци, таа речиси само тоа низ вековите ми го донесуваше. Народот ја пролеваше својата крв и ги оставаше своите коски по полињата и планините, со уверување дека на вистина ќе дојде слободата. Но долго и залудно се даваа жртви. Како што растеше бројот на незнаните гробови, така македонскиот народ стануваше поцрн роб. Неговото обстојување е полно со таги и болки. Трајно робување, економско, политичко, национално. Место каде што човекот беше предмет на најгруба експлоатација. Врз грбот на македонскиот народ јаваа богаташите византијски, бугарски, српски, отомански и пропагатори на разни националистички идеи. И место силата да ја концентрира во борба за економско, политичко и национално ослободување, своите драгоцени рожби, македонскиот народ долго ги даваше за на крајот во втората деценија на овој век да падне во канџите грчки, бугарски, српски и албански. Името Македонија го затече словенот кога овде се настани поголемата преселба на народите, кога секој бараше место под небото и сонцето. Тоа име го оставија древните македонци што живееја на просторот меѓу Места, Шар и Олимп, оние што во целиот свет го овековечија преку своите освојувачки походи, преку државата на Александар Македонски, што допираше дури до Индија. Нема пример во светот на толку мал простор низ вековите да се судираат толку многу интереси, како овде во Македонија. И етеа, оттука трагичната и погубна судбина на македонецот. Ретко некогаш самиот да решава за својот живот и судбина, за својата иднина. Низ наредните неколку емисии ќе го проследиме процесот на раѓањето на долго, а од некои денес оспоруваната македонска нација, нејзиното обстојување во средиштето на балканската ветрометина, кога од сите страни се посегнуваше по неа, служејќи се притоа со сите сили и средства да го придобијат македонецот за својата кауза, за своите мрачни мисли против него самиот. Првото навлегување на словените на територијата на Византија е забележено во почетокот на 6 век, за време на владењето на Јустин I. За во првите години од владењето на Јустинијан I, тие да зачестат. Историчарот Прокопиј Кесариски во својата историја на војните ни соопштува: во 550 до 551 година ношто словени биле на пат да го заземат Солун, додека летописецот Јован Ефески кажува дека во 581 година словените го преплавиле целиот Балкански полуостров, починиле многу тврдини и градови и станале господари на земјата и во Солунската област, и дека останале да живеат и спокојно да престојуваат без грижа и страх. Интересно е да спомнеме дека словенските племиња го напаѓале градот Солун, но никогаш не го зазеле. Така Солун бил напаѓан 584-та,
586, 614, 618, 630 и 677 година. За сите овие напади дознаваме од чудата на Свети Димитрije Солунски. И сепак, словенскиот елемент во Солун е присутен одамна. Во панонските житија среќаваме дека императорот Михајло III му се обратил на Кирил филозоф со зборовите: "Вие сте солунчани, а сите солунчани чисто словенски зборуваат." Населувањето на македонската група словени се одвивало преку долготрајни и продолжителни борби со Византија. Сепак, за релативно кратко време, до средината на 7 век, територијата на Македонија, па и на пошироката околина, била словенизирана. Со своето доселување во Македонија, словените ќе извршат коренити етнички и општествено-економски промени. Тие се измешале со староседелците и постепено, поради географско-економската, културната, јазичната, па и политичката целост, започнале да се конституираат како посебен народ со словенски јазик и со своја самобитна словенска култура. Сложениот и долг етногенетски процес на македонскиот народ по словенската колонизација се одвивал во рамките на македонските склавинии од крајот на 6-тиот до средината на 9-тиот век. Долго време, склавиниите, како што византиските извори ги нарекуваат териториите населени со словенски племиња, останале надвор од доменот на византиската власт, екзистирајќи како полудржавни обединувања. Во одбраната од византиците, словенските племиња во Македонија уште во првите децении од 7 век биле принудени да создаваат потрајни племенски сојузи начело со еден старешина. Првиот таков племенски сојуз бил создаден во 614 година начело со кнезот Хацон, а вториот во 674 година начело со ринхинскиот кнез Пребонд. Овие творби беа од судбоносно значење за животот на македонските словени, бидејќи диалектолошки сродните македонски племиња ги направија првите чекори кон создавање сопствена држава и низ тие потрајни племенски сојузи ќе почнат да се чувствуваат како посебна етничка целина. Создавањето на склавиниите, како словенски држави, беше крајно опасно за Византија. Бидејќи тие како словенски творби лесно можеле да се обединат во една држава, што би ја собрала огромната словенска маса и сериозно би го загрозила византиското владење на Балканот. Затоа Византија, со воени интервенции и со други средства, ќе настојува да го невозможи создавањето на таквата творба, во што и успева. Од 80-тите години на 7 век, Византиската империја води отворена војна со македонските славинии. Јустинијан II во 687-688 година во еден поход починил многу словени. Во 758-759 Теофан Исповедник јавува дека императорот Константин V заминал во поход да ги почини македонските словени. Тоа значи дека бил направен голем чекор напред кон создавањето на македонски народ. Од тогаш, заедно со имињата склавинии, словенски племиња, словенски народ, почнува да се употребува и името на територијата на Македонија, со што македонските словени се разликувале од другите словенски племиња на Балканот. Византиците успеале да ги разгромат македонските словени под зидиштата на Солун, но не успеале наполно да ги покорат. Борбата била долготрајна и жестока, и се до првата половина на 9 век, само формално и повремено, словените ќе ја признаваат византиската врховна власт, а ја зачувале внатрешната самоуправа под власта на своите кнезови. Фактот што македонските славини од крајот на 6-тиот до средината на 9-тиот век останале главно надвор од рамките на Византиската империја
i во сиот овој долг период представувале наполно независни кнежества на чело со своји кнезови, како и фактот што тие заедно сочинувале една етничка територија, каде што словенскиот јазик бил општ, јасно зборува дека на оваа територија постоеле сите елементи за создавање на народ. Во овој временски период од историјата на македонскиот народ биле поставени здрави основи за образување македонски народ, што не можело да го попречи ни потпаѓањето на склавиниите под византиска и бугарска власт. Во рамките на склавиниите продолжиле да екзистираат самоуправата, словенскиот јазик, обичаите и друго, за во втората половина на 10 век, со создавањето на самоиловата македонска држава, да се заврши етногенезата на македонскиот народ и тој да добие белези на посебен словенски народ, македонски. Во почетокот на 9 век на Балканот се поагресивна станувала бугарската држава. Од првин бугарските походи биле со плячкашки карактер за во време на владењето на кнезот Борис 852-889 година, под нејзина власт постепено да потпадне и северозападна Македонија. Бугарските завладувања во Македонија ги продолжил и Симеон. Границите на бугарската држава тој ги проширил скоро на цела Македонија, дури на 22 километри од Солун. Новиот бугарски цар Петар, кога во 927 година стапил на престолот, склучил мир со Византија, која освоените македонски области официјално ги признала за бугарски провинции. Тоа било крај на независноста на македонските склавини, а македонските словени биле третирани како бугарски и византиски поданици. Христијанизацијата на македонските словени несомнено е доста важен момент за македонската култура. Примањето на оваа вера се одвивало континуирано под притисок на Византија или пак доброволно. Се смета дека христијанизацијата во средината на 9 век била многу распространета, можеби и завршена како процес, иако во житијата на Климент Охридски се вели дека имало уште јазичници, но тоа се однесувало на оние што и покрај примањето на христијанството ги задржале паганските обичаи. Значи, христијанизацијата на македонските словени завршила пред паѓањето под бугарска власт. Со христијанизацијата се појавила и писменоста, најзначајниот фактор во културниот и народносниот развој. Врз база на говорите на македонските словени од околината на Солун, а за потребите на македонските словени, од брегалничката област, Кирил Солунски со помош на Методи ќе ја направи првата словенска азбука Глаголицата и ќе ги напише првите книги на словенски јазик. По враќањето на неговите ученици од Моравија ќе се развие и македонско-словенската писменост и црковната литература. Со тоа македонскиот јазик се издигнал на степен на прв словенски книжевен јазик. Огромниот број, 3500 писмени луѓе што излегле од Климентовата Охридска школа, индиректно ќе влијае врз забрзувањето на процесот за прераснување на македонските словени во македоно-словенски народ, бидејќи нивното заминување по цела Македонија, проповедувањето и пишувањето на ист говорен јазик, го возможувало сознанието дека одделни македонски краишта и припаѓаат на една етничка целина. Се разбира, тоа не е во смисла на модерното поврзување на народот, туку се однесува на времето кога сообраќајните врски и прометот речиси не постоеле,
a луѓето живееле пред се во селски територијални општини. Во втората половина на 9 век во Македонија биле удрени темелите на Македонско-словенската црковна организација на чело со епископот словенски Климент Охридски, која ќе одигра значајна улога во одбраната од грчкото и бугарското влијание. Обидот на Симеон да ги разбие племенските форми на живот на македонските словени, да ги подведе под феудални односи и настојувањето да создаде некое духовно и политичко единство и преку црквата да го натури византизмот со грчко писмо и јазик, ќе најде на голем отпор како од страна на Климентовата црква, така и од домашното племство. Тој отпор првин ќе се изрази во глаголаштвото на чело со Климент, кога зад прашањето на писменоста ќе почна да се изразуваат етничките, економските и политичките интереси, за потоа тој отпор да прерасне во силното богомилско движење кое до темел ќе го разниша Бугарското царство и ќе го принуди Симеоновиот наследник Петар да побара совети и упатства од цареградскиот патриарх Теофилакт. Глаголаштвото и богомилството ќе подготват терен за отцепување на македонските словени од турано-бугарското владење. Богомилството беше реакција на словенските маси против сите обиди на експлоатација, насилство и робство што ги нудеа новото време и новите бугарски господари. Од една страна, тоа беше продолжение на силниот отпор, изразен во глаголаштвото, кое својата кулминација ја достигна со оставката на епископската столица од страна на Климент Охридски, што царот Симеон не ја прифати од политички причини, а од друга страна, беше претходник на големото народно востание против Турано-Бугарското царство во 969 година, начело со комитопулите и на создавањето на првата држава на македонските словени. Современиците го обвинуваат Самуил за подршка на богомилите. Дури и многу важни работи во државата биле во рацете на богомилите. Како во приказна, Самуил од малото словенско кнежество ќе создаде огромна словенска држава со политички центар првин во Преспа, а потоа во Охрид. Во 997 година, откако ќе ги заземе Македонија без Солун, поголем дел од Бугарија, Србија, Дуклја, Босна, Албанија и делови од Грција и од Далмација, Самуил од легат на римскиот папа Грегориј V бил крунисан за цар на цела Бугарија. Бидејќи ова титулирање на Самуил многу се користи во денешната бугарска историографија, да се задржиме малку повеќе на ова прашање. Неоснована е тезата дека Самуил никогаш не водел војна против бугарите, бидејќи востанието од 969 година било окренато против бугарската држава, а кога се кренало востанието во 976 година, бугарската држава веќе 5 години не постоела. Точно е дека Самуил ја зел бугарската царска круна, но тоа не значи дека неговата држава била бугарска, а неговите соплеменици, македонските словени, бугари, па и србите, и хрватите, и албанците, што подпаѓале под Самуиловото царство. И Византиското царство и Германското, Свето Римско царство, се титулирале со римско, а нивните цареви кокетирале како римјани. Отон III говорил дека е роден римјанин, иако бил саксонец. Единствена од Византија призната царска титула која била слободна, а за која Самуил знаел, била бугарската. Додатокот бугарски за Самуил кој живеел во време кога не постоел интерес за националните обележја, не бил некоја голема пречка. Тоа е време кога царската титула му овозможувала да стане легитимен господар на сите земји и народи кои подпаѓале под таа круна, и тоа немало никаква етничка смисла. Се тврди дека Самуиловото царство е обновување на првото бугарско царство. Мртвото тело на Туроно-Бугарското царство оживувало со земањето на царската титула од страна на Самуил толку, колку што мртвото тело на Римското царство оживуваше со Византиското и Германското римско царство.
И колку што Византиското и Германското римско царство може да им припаѓаат на денешните италијанци, толку и Самуиловото царство им припаѓа на денешните бугари. До толку повеќе што бугарскиот царски титулариум не го поставил некој словенски владетел, предок на денешните бугари, туку Турано бугарин, со кој мизиските словени, предци на денешните бугари, немаат скоро ништо заеднишко. Точно е дека и словенските поколенија во Бугарија во својата национална преродба во 19. век го зеле старото бугарско име за свое национално. Но имињата на старите народи не ги зеле само денешните словенски поколенија во Бугарија како свое национално име, туку и други, како што се македонците или французите. Тоа пак не значи дека французите имаат право на териториите на франечката држава, ниту дека македонците имаат право на териториите на старата македонска Александрова држава, а истото би требало да важи и за денешните бугари. Во Самоиловата држава биле опфатени сите некогашни склавинии. Обединети во новата држава, племенските кнежества ја признавале централната власт и својата власт ја црпеле надвор од дотогашната племенска војна демократија. Значи, преминале во феудална аристократија. Со тоа завршил процесот на племенското делење и дошло до премин во нов квалитет, обединување на македонските словени во еден народ, поточно македонски народ. Ова именување македонски народ доаѓа од името на територијата на која тој настане, а и поради тоа што во подоцнешните векови до денешни дни ќе стане и етничко име на тој словенски народ. Византиските извори, пишувајќи за Самуиловото царство, правели разлика за одделни народи во тоа царство и при тоа пишуваат и за Македонија и македонци. За предели македонски и македонска земја пишуваат Лав Џакон, Јован Геометар и Скилица Кедрин. Михаил Псал и Георгиус Монахос Континуатос пак одделно ги спомнуваат македонците и бугарите. Таа разлика ја прават и Атолијат, Ана Комнина и Никифор Вриени. Овие именувања на македонските словени во македонци во византиските извори сведочат и не само за формирањето на македонските словени во народ, туку и за започнување на процесот на формирање на неговото име македонски народ. Јадрото на таа држава го сочинуваше македонско-словенската етничка група. Официјалниот јазик бил македонско-словенскиот говорен јазик. За ова сведочи надгробната плоча што Самуил ја подигнал на неговите родители. Создадена била и посебна словенска култура, бројно благородништво и самостојна црковна институција, Охридска архиепископија. Сето тоа кажува дека станува збор за типична македоно-словенска држава. Дека не станува збор за продолжување на првото бугарско царство, сведочи и фактот што Самуил и по освојувањето на бугарската територија не ја преместил престолнината во Преслав, туку таа останала во Преспа и во Охрид. Исто така и припадот на државата последна била освоена Македонија со Охрид, каде што била незината престолнина. Затоа колку биле силни традициите на Самуиловиот царски род, се гледа од фактот што во текот на 11. век сите цареви што биле прогласени од македонскиот народ востанат против византиското господство, требало да имаат во себе царска крв од Самуил. Таков бил случајот со Петар Делјан и Константин Бодин. Тоа зборува дека, иако Самуиловото царство екзистирало кратко од 969 до 1018 година, тоа оставило длабоки и трајни траги во историјата на македонскиот народ.
Po propasta na Samojlovoto carstvo, makedonskiot narod potpadja pod власта на Византија, но не се помирува со судбината. Во 1040 година тој се крева на востание под раководство на Петар Делјан, кој бил поставен за цар преку словенскиот обичај со кревање копја, како што соопштува Михаил Псал. Во еден налет беа ослободени Србија, Македонија, Албанија и делови од Грција и само благодарејќи на предавството во востаничките редови Византија успева да го задуши. Слободарскиот стремеж на македонскиот народ ќе дојде до израз и во востанието од 1072 година начело со Ѓорги Војтех. Теофилакт Охридски соопштува дека Барварите од Македонија секогаш се пред сеништето на војната бидејќи не престанале да мислат за нивните честити времиња и барале да се вратат кон својот стар закон, Самоиловото време. Во такви услови доаѓа до засилување на богомилското движење, кое и покрај суровите мерки што ги презела Византија не било искоренето. Напротив, тоа станувало се помасовно. За кон крајот на 12-тиот век да ги зафати скоро сите македонски области како израз на отпорот против тугинската власт. Процесот на развојот на македонското битие не бил запрен. Често се јавувале масовни буни, како онаа на Парикот Лазар против црковната тугинска власт. Во текот на владењето на Византија со македонските словени дошло до известни етнички промени на населението, како поради елинизацијата и убиствата, така и поради населувањето на други народи, како евреи, ерменци, власи, кумани, печенези и други. Поради слабењето на византиската власт, во Македонија во 1185 година војводата Добромир Хрс, кој веќе господарал со Струмица, се осамостоил и го проширил својот посет на голем дел од Македонија, обстојувајќи како независна политичка единица цели 15 години. Две години по ова, во 1202 година, Болјарот Стрес формирал нова политичка единица на територијата на Македонија, која екзистирала 12 години. Овие две политички единици имале елементи на феудални држави, иако немале круни и символи. Имале органи на јавна власт, територијална организација, надворешни односи со други држави и друго. Малобројните извори укажуваат дека во овие феудални формации биле извршени промени во однос на дотогашниот византиски систем на владење, бидејќи јавуваат за укинување на византиските закони и за воспоставување варварска власт. Ова зборува дека двете политички единици во продолжение една на друга, во кои базата се македонските словени, воспоставиле варварска власт, веројатно таква каква што по зачуваните традиции ја имале во време на Самоиловата држава, што Византија ја нарекувала варварска. Поинаква, варварска власт, тие немале за образец, особено ако се знае дека на исток бугарската и на север српската држава го зачувале византиското феудално уредување, па од нив не можеле да копираат варварска власт. Во ова време, во синодалните книги на Охридската архиепископија, некој си Иван Иерекар напишал дека по порот е македонец, што значи дека и македонското име било присутно. По пропаста на овие формации со Македонија завладуваат епирските деспоти, па бугарскиот цар Асен II од 1230 до 1241 година за потоа повторно да падне под власта на епирското деспотство. Кратко време потоа Македонија постепено ќе потпадне под српска власт. Според раваничкиот препис на законот на Стефан Душан од 1349 година, овој српски владетел, чија престолнина бил градот Скопје, се титулирал како македонски цар. Зборник на благочестивиот и христољубив македонски цар Стефан српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, унгарско-влашки и на други предели земји самодржец. Значи, ништо не му пречело и на Душан да се титулира како македонски цар.
Za tuđото владење во Македонија во раниот феудализам е важно да се каже дека освен воспоставувањето на власта и доведувањето феудалци, не се вршело скоро никакво масовно преселување на населението од земјите на освојувачите во завојуваните земји. Феудалецот, заедно со феудот, го добивал и населението врзано за земјата. Тоа значи дека немало услови за никаква симбиоза меѓу владечкиот народ и словенскиот народ во Македонија, ниту пак биле извршени какви да е било етнички промени кај македонскиот народ. По смртта на Душан, користејќи се со посебноста на словенскиот етнос во Македонија, кралот Волкашин и деспотот Углеша ќе оделат поголем дел од Македонија од Српското царство и ќе се прогласат за независни владари. Тоа осамостојување нема да има долг век, бидејќи османлиите кои веќе беа на Балканот го загрозуваа нивниот опстанок. Така војските на Волкашин и Углеша, во чиј состав беа главно македонски словени, во 1371 година кај местото Черномен на реката Марица ќе бидат разбиени и судбината на Македонија ќе биде запечатена. Иако не веднаш, сепак кратко време потоа, во последните години на 14-тиот и во првите години од 15-тиот век, по смртта на кралот Марко, цела Македонија ќе потпадне под власта на османлиите. За македонските словени, како и за другите народи на Балканот, настапи петвековното турско робство.